Понудата на овошје и зеленчук во маркетите во Тетовско не е толку богата како пред одлуката за замрзнување на цените. На пазарот има голем избор, но висината на цените варира. Граѓаните велат дека за нив најголем проблем е скапотијата, зашто месечните примања се ниски, особено за пензионерите. У маркетите слабо, на пазар има све. Само паре, све има, све. Од денеска до утре појде во маркетот, цениве се многу скапи. За народот се скупи, за некого не само, за поширока маса на народ се скупи нормално. Пролетва е страшни се цените, сега може веќе паднат, ама кој знае. Само еден граѓанин се јавил на телефонскиот број на оделението на Државниот пазарен инспекторат во Тетово и пријавил дека во маркет нема граф. Во 3 трговски субјекти во Тетовско. Инспекторите при контролите утврдиле дека не била почитувана одлуката, односно врската во структурата на дневна набавка на сите видови овошје и зеленчук, да прибавуваат и да продаваат најмалку 70% од производите со замрзната цена. Па државните пазарни инспектори, од кога е донесена одлуката на владата за смрзнување на цените на зеленчукот, постојано се на терен. Значи, од прилика сме контролирани негде околу 70 трговски субјекти и констатирано е дека кај поголемиот дел се почитува, значи, владините одлуки. Но имаме случај каде сме сретнале и трговци каде не го почитуваат таа одлука и според закон биле санкционирани и казнети. Значи, им е даден платен налог, значи негде во вредност од 1600 евра. Овие контроли биле исклучиво по големите маркети. Значи трговски, ланци трговци, кај нив е констатирано дека не се почитува, кај тројца, значи. Контроли биле спроведени и на зелениот пазар. Таму пак продавачите се жалат дека цените по кои ги набавуваат овошјето и зеленчукот се повисоки од замрзнатите, па речиси никој нема истакнато цена.